Последното прашање доаѓа од Ивана и прашува што е подобро за поедок и општо како оброк, овесна каша или стандардните овесни снегулки. Зборував Ивана минатиот пат за овесна каша, но ако бараме подобри од овесна каша или стандардни овесни снегулки, ја би одел со стандардни овесни снегулки и тоа по можност ако може да се тие најмалку обработени, односно што ги велат крупни овесни снегулки, од причина што имаат најнизок гликемиски индекс. Гликемиски индекс што значи? Тоа е категоризација на храната врз ефектот на шекер во крв. Односно, овесната каша кога ќе ја изедеш, ќе направи поголем скок на шекерот во крв. Тоа ќе значи голем пат на шекерот во крв и активирање на инсулинот, што ќе придонесе во текот на денот да имаш поголемо чувство на глад и не држи толку ситост. За разлика од тоа, крупните овесни снегулки имаат низок гликемиски индекс, дигестивниот систем ќе потроши повеќе време да ги обработува и ќе имаат многу мал скок на шекер во крв, многу малку ќе го активираат инсулинот, ќе држат ситост и нема да придонесуваат во остатокот од денот да имаш чувство на глад. Така да дефинитивно крупни овесни снегулки би бил најдобриот избор ако ги гледаме овесна каша, можеби овесни снегулки и оние кои што се најмалку обработени. Така да Ивана, тоа е мојата препорака и моето размислување.